Руско-украинскиот конфликт кој што започна на 24 февруари го промени животот и секојдневието не само на жителите на овие две земји, туку и на сите нас кои што будно го следиме. Очекуваме се уште дипломатска разрешница и прекин на огнот. Голем број македонци беа затекнати од новонастанатата ситуација таму. Дел од нив брзо се евакуира, дел од нив се уште таму и чекаат излез во Македонија. Горан Мирчик го имаме на Skype ова утро, еден од сега веќе за среќа безбедните граѓани чие што сведоштво го имаме во Македонија наутро. Горан, драго ми е што ве гледам безбеден, на сигурно во Македонија, и не ми е драго што зборуваме на ваква тема, но такво е секојдневието и добро е да имаме и информација од терен. Она што со што сакам да ја започнам целава приказна и да им дадеме всушност и појаснување на нашите гледачи, дека вашиот живот и работата всушност изминативе години е тесно поврзана во Украина. Колку години минавте таму и каков беше животот кој што го паметите во Украина пред почетокот на воениот конфликт? Добро утро од мене. Значи, во Украина сум година дена. Значи, поточно јануар напред година дена, значи година дена и месец сум во Украина. Работам во интернационална компанија. Инаку животот во Украина е навистина убав. Украина е огромна земја, која нуди многу можности. Навистина има прекрасна природа. Луѓето негуваат традиционални вредности во таа земја. Посебно Киев, кај што јас бев сместен, е град каде што забрзано се гради, секојдневно се градат нови згради, се урбанизира. Град каде што и држава каде што доста странски инвестиции вркуваат и луѓето гледаат можности за развој токму во таа земја. И генерално, значи, таму животот е прекрасен и во моментот кога се деси овие случувања, буквално никој не претпоставуваше дека вакво нешто може да дојде или вакво сценарио може да се развие. Изненадување беше и за најголемите безбедносни експерти кои што претпоставуваат дека дипломатијата ќе спречи ескалација, но 24 февруари беше датумот кој што практично комплетно го промени животот и на жителите на Украина, но и на сите вас кои што бевте затекнати таму. Информацијата ние ја добивме благодарение на светските медиуми кои што известуваа рано утрото. Како и каде ве затекна вас информацијата за почетокот на воениот конфликт? Токму така, како што кажете, никој не очекуваше и, значи, тие што беа на некаква најлуди сценарија што би можело да се деси, сите викаат дека ќе биде тоа локална војна, не дека Донбас, Луганск, каде што е 800 км од Киев, и буквално никој не очекуваше дека ќе дојде до вакво сценарио, до ненаден напад на целата територија. И луѓето буквално функционираа секојдневно како секој нормален ден. Значи, ништо не негоествуваше, кафаните работеа, рестораните работеа, јас бев искочил баш 2 дена пред самиот настан и немав никаков проблем, нити секаше нешто. Да, имаше, нели, таква некоја си во воздухот, некоја си, како да кажам, тензија која што ја навестува и ситуацијата и случувањата месеци предходно, да. Така е, но никој не очекуваше вакво сценарио. Јас планирав да идам истиот ден, оно што е интересно, значи на 24 се враќам во Македонија, имав организирано лет преку Туркиш во попладневните часови и буквално се бале ме изненади, ми се јави колегата во 5 сатот, вика, слушаш ли бомби паѓаат, се слушнав со генералниот директор, ни вика да идеме со кола, јас бев срека спакуван. Тргнавме за 1 сат, во 7 сат веќе бевме тргнати да идеме напрема Будимпешта, на кај унгарска граница. И така почна, да не кажам, нашето патешествие. Случајност која што се погоди дека е среќна околност во ситуацијата, коинцидираше со почетокот на воениот конфликт. Еден од македонците затекнати таму, кој што, како што споменавте, воопшто и не чекаше и тргна за Македонија, што од оваа временска дистанца се покажа како добра одлука, имајќи предвид дека голем дел од оние кои што беа затекнати таму веќе не можат да ја напуштат земјата и останаа подолго заглавени во Украина. Сам ли патувавте? Како изгледаше патот за назад? Пред какви предизвици се бевте исправени? Имавме информации дека и бензинските можеа да точат одредена количина на гориво. Имаше ли метаж на граничните премини? Како ги поминавте истите?
Така е. Значи, оно што беше добро од наша страна, што бевме спремни за секако сценарио, иако не очекував, че од компанијата ни беше наложено да имаме дозвола за колата да може да се граница, да наточиме гориво секој ден, да имаме сите дозволи, амбасадорот неколку пати се македонскиот дали сите документи, така да бевме организирани кога се случкава, полно бевме спремни, ни требаше многу Киев 5 сати па скочиме од Киев, што е предно. Имаше огромни количества, сите трчаат на гориво, гледавме луѓе на банкомати, давници како трчаат натаму. Значи се створи некоја си општа паника, меѓутоа, што е карактеристично за украинците е колку и да паниката е голема, тие следат правила и знаете не се смирени во некој пол. Сцени кои Се извинувам што ве прекинувам, повелете. Да, нашето патешествие траеше до дека стигнеме во Романија, 24 сата патувавме, по пат имаше огромни колони. Оно што беше карактеристично, користевме GPS, тој не вадеше од некоја ситуација која што има премногу гужви, во еден момент снема интернет, снема сигнал, буквално се заглавивме пред еден град со 10 километарски колони, чекавме 5 сат, на крајот успеавме да излеземе и на крајот успешно стигнавме до романска граница, ја сменивме рутата, цело време бевме во контакт со луѓето од компанијата кои ни кажуваат кои градови да ги избегнеме. И на крајот се спуштивме надоле напрема Романија и стигнавме на граница. На граница исто така огромни колони. Среќа наша беше што за странци имаше приоритетен пас, односно ја поминавме цела колона и стигнавме до граница и во рок од 3 сати поминавме границата и стигнавме во Романија. Споминавте секакви сцени сте виделе попатно кои што верувам ќе останат врежани за жал во меморијата и ние од ова и просторна дистанца кога ги гледавме утрото кои што пристигнува до нас не останавме имуни, можам да замислам што вие лично на терен сте забележале. Значи како што патувавме, како искачавме од Киев, бевме како тенкови влекуваат по градот во спротивна насока, хеликоптери надлетуваа, видот патот села како отвора, огромни колони по бензински пумпи, значи луѓето чекаат да се да напунат бензин. На бензински пумпи даваа само по 20 литри гориво, не даваа значи се напуни цел резервоар. Оно што беше трогателно е кога стигнавме на граница, значи мажите не им беше дозволено на украинските граѓани кои беа мажите им беше дозволено да искачат напред од границата. И тоа беше стварно една трогателна сцена каде што жени со деца сами идеа по граница, можете се праќаја назад. Имаше многу луѓе по колата наша за да пренесеме преку границата, влезат со нас, така да кажам страшни цени. Споминавме на почетокот дека работите во компанија во Украина и во моментов работите онлайн од Македонија, но голем број од ваши пријатели и познаници се и колеги се уште во Украина. Што велат тие? Пристигаат ли до вас во моментов информации од контактот со нив? Каква е во моментов состојбата? Безбедни ли се оние кои што вие ги знаете? Па, големиот број на странци што беа во компанијата успешно напуштија државата. Тие што беа локално луѓето претежно значи се преместија во села, во некои градови помали каде што нема пукотници и борби. Има дел што се останати исто така во Киев кои не успеа од разни причини да го напуштат градот. За жал тие седат во подруми, често се значи има сирени, се спуштаат доле. Тежок е животот, кажува дека нема храна, дека снемува вода и така натаму, така да секој ден како се одвива кризава, секој ден е се полошо и да кажам сите сме со некои грижи за нив. Токму затоа дипломатијата треба да го има и клучниот збор периодов во завршувањето на целата оваа приказна, бидејќи војниот конфликт донесе и хуманитарна, но и сериозна мигрантска криза. Бројот на луѓе кои што избегаа од Украина според официјалните податоци последниве денови надмина 2 милиони. Ова се податоци на Обединетите нации кои што велат дека оваа ситуација представува најбрзиот екзодус кој што го видела Европа во Втората светска војна. И сега вие споминавте дека дел од луѓето со кои што соработувате и ги знаете, побара безбедно за солниште надвор од Украина. Успеа ли сите да излезат од државата? Зборувам за вашите познаници и колеги.
Да, лека по лека успеваат. Баш имам јас сестра ми работи во Будимпешта и организиравме две семејства кои од Украина да преспијат кај незе и понатака да предат во другите држави. Огромни се колоните, меѓутоа има организирани транспорти, тоа е добро се уште, кои што функционираат во одреден дел, каде што луѓето можат да предат, да преминат од држава. Очекувам мојот наредните недели број кои ќе предат на границата. Споменав дека во моментов работите од дома. Колкав е бројот на вработени во компанијата во која што работите? Како таа се организира во моментов? Ги чувствувате ли економските последици од воениот конфликт? Оно што е наша среќа е што работиме за стабилна компанија, финансиска интернационална компанија која што буквално може да го издржи до еден момент овој притисок што се јавува. Компанијата не работи во Украина, меѓутоа возможува секаква помош на вработените, исплатува плати напред, им дава фондови кои што се на располагање токму за вакви ситуации, така да нашата сега работа се организира на другите пазари и пробуваме да ги префрлиме силите на другите пазари додека ситуацијата во Украина не се среди, иако гледаме дека има домино ефект. Тоа е во Русија, каде што голем дел од компаниите исто така го напуштаат овој пазар. Голем дел, се извинувам, и од овие успешни и стабилни компании за кои што вие проговоривте, го напуштија пазарот во Русија. Сабајлево имавме информација во Македонија наутро. Така. Ке донес... Дека ќе запре тој домино ефект и дека нема се прошири на другите земји, дека што поскоро ќе се дојде до некаков договор и дека војнава ќе стишне. Тоа значи дека би успеала компанијата да се задржи на здрави нозе и во периодот кој што следува? Искрено се надевам. Се надеваме. Оно што е добро за компанијата е што стварно компанија која што се грижи за своите вработени не ги остава на цедило, така да верувам дека ако ова не трае во голем период, дека све ќе се среди, дека вработените ќе останат. Се надеваме дека нема да трае долг период и се надеваме дека разумот ќе победи на крајот на приказната, што до тогаш останувате да работите, претпоставувам, онлайн во Македонија, но доколку еве брзо се заврши, се планирате повторно да се вратите во Украина? Да, планирам да се враќам. Искрено ми недостасува Украина, ми недостасува Киев. Таму ми се големиот дел од работите ми остана во станот, заклучене, сега се на сигурно, меѓутоа првата прилика што се воспостават услови е сигурно би се врати. Што најмногу ви недостасува во моментов од Украина? Добро прашање. Луѓето, значи украинците се прекрасни луѓе, значи иако е поделен народ, голем дел се чувствуваат руси, голем дел се чувствуваат украинци, никој нема проблем во поглед на тоа, сите дури зборат руски и сето тоа функционира некако и безгрижно се до војнава кога се деси тотално нешто спротив. Горан, посакувам да бидете безбеден, да останете тука, се до моментот до кога ќе биде сигурно за да може да се вратите во Украина и да продолжите со кариерата. И јас се надувам дека следна средба ќе имаме за поубава тема. Благодарам за денешното гостување. Ви благодарам на вас и следниот пат се надам ќе се чуеме од Киев директно.